всички да ги читаме веќе. Настекувани. Во програма сме Јадранка, може да почнеме со новите гарнитура на гости, нели? Пред да ги најавиме гостите, минути за новите податоци што треба да ги Затоа се уклучив од ОСЕ. Што велат новите информации? Од обработени 445.523 гласови, Стево Пендаровски добил 198.361 глас, Гордана Силјановска-Давкова 192.259 гласови и Бледим Река 54.901 глас. Тоа се последните најнови информации според Државната изборна комисија. Така. Чомовски повели? Ако судиме по тоа што се резултатите, два факта се непобитни. Пендаровски и Силјановска одат во вториот изборен циклус, но за мене вториот е многу побитен без оглед на словеничката атмосфера во двата партиски штаба. Ги запоставуваме и индикативни може да бидат резултатите за градоначалниците во Охрид и во Дебар, каде што практично се одјува една битка меѓу СДСМ и ВМРО, и СДСМ и ДУИ од една страна и ДУИ на одреден начин, не ДУИ туку и контра кандидатите на ДУИ. Какви се во овој момент резултатите? Чомовски ќе ги представиш гостите? Па ја два пати ги представам. Инаку ние именуваме, како веќе Дамјан Манчевски, хокејарски, капитенски екипата, Дамјан Манчевски, СДСМ и Тимчо Муцунски, ВМРО ДПМН. Ви благодарам што дојдовте. Седа среќа што Јадранка тука, иначе јас знам да зајдам. Повели. Добро, ви благодарам за поканата. Според нашите информации во Охрид во водство ќе победи нашиот кандидат Константин Ѓоргиевски, а во Дебар победува заедничкиот кандидат кој што го имаме во коалицијата со ДУИ, така да тоа е она што се наши последни информации околу локалните избори. Муцунски? Прво благодарам за поканата. Имаме секако контрадикторни информации затоа што аналитичките центри можеби имаат различен пристап, но според податоците на аналитичкиот центар на ВМРО ДПМН, Гордана Силјановска-Давкова води пред Стево Пендаровски. ВМРО ДПМН има водство во Ново село, каде што не споменавте, но исто така има трка за градоначалник. А исто така имаме информации и податоци кои што ги добиваме за многу тесна и конкурентна трка во Охрид, но секако би било некоректно да бидеме дефинитивни во нашите ставови, уште е рано. За двајцата, бидејќи доаѓате како партиски експоненти на овој начин, дали овие резултати се порака до СДСМ и до ЗАЕВ, со оглед на фактот дека е тесна разликата, и второ, дали вие во ВМРО влегувате во една еуфорична атмосфера дека ете сега победивте и готово се враќате активно на политичката сцена како победници на следните парламентарни избори? На вас прво. Благодарам. Давате предност на оптимизмот. Прво морам да кажам дека денеска имавме еден многу коректен изборен ден со многу мали недоследности и тука мораме да ги поздравиме и нашите сојузници од меѓународната заедница кои што еден подолг период помагаат да создадеме услови за во Република Македонија да имаме фер, демократски избори кои што ќе значат по-лесен почеток на преговорите за пристапување кон Европската унија. Тоа е едно битно значење кое што секако не смееме да го запоставиме. Мала запирка само оставам. Прв пат слушам вака експлицитна изјава дека респектирате меѓународната заедница со оглед на делот од кампањата каде што фрлавте дрва и камења против меѓународната заедница. И јас такво нешто не сум видел во кампањата, но може би имаме различни перспективи, имаме право на тоа, демократски свет е, нели? Би кажал дека примарно што се покажа на денешниот ден е дека ВМРО ДПМН имаше резултати кои што беа многу подобри од тоа што се очекуваше по анкетите. Исто така вие зборувате за дали има некоја еуфорија, не зборуваме за еуфорија, но зборуваме за една нова реалност. Каде што власта, 31 политичка партија кои што вклучуваат СДСМ, ДУИ, Алтернатива, ДПА, НСДП, да не ги набројам сите партии во коалицијата кои што го поддржуваше господинот Пендаровски, се спротивставија со ВМРО ДПМН, очекуваме многу близок резултат и сме оптимисти дека на крајот на денешниот ден ќе завршиме како победници, но секако е се уште прерано тоа да го потврдиме. Новата политичка реалност е дека исто така овие избори беа еден јасен сигнал за владата
дека нема поддршка за незините политики и посебно за голем број прашања кои што се од најголем и најкруцијално значај на граѓаните. Тука мислиме на прашањата во делот на економијата, образованието, за социјалните прашања, здравството и така натаму. А од друга страна, сметам, и во тоа сум доста уверен, дека се препозна еден нов прогресивен лик на ВМРО-ДПМНЕ. По година и пол, се ново раководство наследи во една доста тешка состојба политичка партија. Денеска веќе вие зборувате за еуфорија и враќање на власт. Најдобра оценка за тоа дали ВМРО-ДПМНЕ ќе се врати на власт на следни парламентарни избори ќе ја дадат граѓаните на Република Македонија, но секако денес имаме еден индикатор, пак ќе напоменам, дека граѓаните не се задоволни од политиките на оваа голема владеачка коалиција, а гледаат и ново прогресивно лице на ВМРО-ДПМНЕ кој што може да донесе суштествени промени во начинот на кој што се водат политиките во нашата земја. Добро, она што е факт, јас зборувам се врз основа на бројки, е дека води Стево Пендаровски. Тоа го зборувавме цело време и апсолутно сме уверени дека нов председател на Северна Македонија ќе биде Стево Пендаровски. Тоа е апсолутно јасно и за ВМРО-ДПМНЕ. Она што е пораката од граѓаните, а не заборавиме дека во оваа трка имавме и трет кандидат, кој што апсолутно во ниеден дел не се согласува со политиките кои што ги заговара ВМРО-ДПМНЕ. Мнозинството на граѓаните на нашата држава се уште даваат поддршка на нешто што не го нуди ВМРО-ДПМНЕ. Она што се согласувам со господинот Муцунски е дека апсолутно како држава го положивме тестот на демократијата во организација на едни фери демократски избори, кои што сега голем број на наблюдувачи на состојбите кај во нашава држава дури ги нарекува и досадни, што такви треба да се, такви избори треба да имаме, да немаме тензии. Но оно што мислам дека прецени недостасуваше во минатото покрај поддршката од меѓународната заедница, пријателите од меѓународната заедница, беше политичката волја кај власта за организација на фери демократски избори. Тоа во минатото го немавме до 2016 година. Сега апсолутно се сменети работите. Во државата гледаме и според Репортери без граници, медиумската состојба се поправа, состојбата со демократијата. Ова е екстремно важно испит кој што треба да го положиме за почеток на преговорите со Европската унија и граѓаните и на овие избори сега и денес апсолутно дадоа поддршка на политичките структури кои што водат кон ЕУ и НАТО интеграција. Наспроти, јас за жал се уште ние немаме слушнато кој е алтернативниот концепт, план како ВМРО-ДПМНЕ или Гордана Силјановска-Давкова, како председател можеби на државата, планира да го продолжи евроинтеграцијскиот процес. Пред да го вклучиме и господин Силмани, јас сакам вас да ве прашам. Мислите дека можете да победите без албанскиот фактор и како ќе се позицира албанскиот фактор и дел од ова гласачко тело кое стои зад Алијансата и Река во однос на вториот изборен круг? Да се надоврзам, токму овој процент едва и над 40%, дали верувате дека вториот круг може да успее? Ајде јас ќе почнам. Ајде поверете. Првото прашање кое што го наметна господинот Манчевски е за капацитетот на оваа власт да организира фер избори. Пред само неколку месеци бевме сведоци на една состојба во текот на референдумот, каде што имавме многу сериозни индици, а за жал јавното обвинителство се уште нема постапено по истите, но многу сериозни индици за злоупотреби во еден сличен таков процес. Така да само да се навратиме на неколку месеци и можеме да се подсетиме на капацитетот на оваа власт за организација на еден таков процес. Ново изборен ден го оценивте мирен и демократски. Точно заради поддршката која што добивме од меѓународните партнери. Дефинитивно. А не заради владата. Само да подсетам дека истите меѓународни партнери апсолутно го оценија референдумот како фер и демократски без никакви нерегуларности. Истите се. Но исто така не смееме да забораваме дека на одредени гласачки места во просек луѓе гласа на секои 2,5 секунди, но ете да не се фокусираме на само вие во за тоа, никој друг. Видете, статистичките податоци го тврдат тоа. Статистичките податоци, ама добро, да не се фиксираме на оваа тема и да не се врзаме за само за вториот круг да. Ако може само уште еден коментар да дадам, а тоа е за различниот пат кој што го има ВМРО-ДПМНЕ. Ако добро се сеќавам, пред 2 дена лидерот на најголемата политичка партија во Европската унија, Европската народна партија, господинот Жозеф Дол, даде една многу јасна изјава дека Гордана Силјановска-Давкова е кандидатот кој што може да донесе реформи во економијата, правосудството и борбата против корупцијата, што ќе го поспеши евроатлантскиот пат на нашата земја. И сега, ако
тврдиме дека лидерот на најголемата политичка партија во Европската унија, чиј што представник е претседател на Европската комисија и претседател на Европскиот совет, мисли дека ВМРО-ДПМН и нивниот кандидат може да водат Република Македонија на соодветен начин кон Европската унија, сметам дека тоа е еден од порелевантните извори за утврдување на таа информација. Исто така, госпоѓата Силјановска доби поддршка од голем број лидери во Европската унија, но ете и да не се навраќаме на таа договорот од Преспа, тие европски лидери од Народна партија. Видете природата на демократските процеси. Не дали дадоа поддршка на договорот од Преспа, десничарските партии европски. Би морал како поединци да ви кажам, на пример да, господинот Дол даде поддршка, но господинот Манфред Вебер, кој што е кандидат, кој што е, ама сега можеме да одиме во набројување до бесконечност, но природата на демократијата и јас и господинот Шомовски не се согласуваме за перцепција. Но на крај мислиме дека целта е иста. Сега имаме различни перцепција на Шомовски, затоа се така да мислам дека ВМРО-ДПМН ќе излезе во текот на денешниот ден како победник, дека ќе имаме многу квалитетен резултат, кој што како прво го ја делегитимира оваа власт, а исто така веројатно би требало да представува еден вовед во нови парламентарни избори. Да ги оставиме Вебер и Дол, затоа можеме во друга прилика да разговараме, особено после вториот круг, но сега не ми одговорите на клучното прашање. Како ќе победите без албанскиот фактор во Македонија? Прво, апсолутно ми е нејасно зошто ние постојано зборуваме за албански фактор, за македонски фактор, за турски фактор, за бошначки фактор. Ние зборуваме за создавање на кредибилни политики и веќе е време да престанеме во оваа земја да се бавиме со тековно политиканство и постојано на етникум да се повикуваме, но да создаваме кредибилни политики по прашањата кои што се најбитни за овие граѓани. Повисок стандард, поквалитетно образование, поголемо здравство и ние да работиме за сите граѓани. ВМРО-ДПМН како политичка партија е отворена за сите етнички заедници. Тоа значи дека на Заев тезата едно општество за сите како да станува ваша филозофија? А вие можете апсолутно тоа така да го толкувате. Моја филозофија и филозофијата на ова лидерство е дека ние работиме да направиме оваа земја попристојно место за живење. Дефинитивно, вие кога работите во интерес на сите граѓани. И мислам дека тој начин на гледање на дали албанците ќе гласаат, дали турците ќе гласаат, дали македонците ќе гласаат, само создава поголеми поделби во нашето општество, вклучително и со многу мои пријатели од албанска, турска етничност кои што сум разговарал. Така да мислам, конечно созреваме како демократско општество и достигнуваме еден период на развој каде што можеме. А сметам дека денешниот мирен изборен ден и оваа кампања која што, како што спомна Дамјан, некој не рекуваат досадна, но реално беше сосема нормална, квалитетна, со кандидати кои што беа квалитетни на високо ниво, разговараа за сериозни проблеми и остатокот од политичкиот дискурс кој што го имаме во Република Македонија, да го фокусираме на таков начин. Така лежерно си климата како да се подготвени за нова пржинска влада. Може ли за албанскиот фактор, пошто се насмеа? За албанскиот фактор уште Дамјан да ми одговори и потоа и мене нека ги нови моменти да ги прокоментира. Добро, нашата политика е јасна. Едно општество за сите се однесува на сите граѓани без разлика на етничката припадност. Ние и како партија сме, можам да кажам, можеби единствената партија во државата која што навистина има кредибилна застапеност и поддршка од сите етнички заедници во државата. И тоа апсолутно се гледа дека добива поддршка кај мнозинството граѓани без разлика на етничката припадност. Мене ме загрижуваше едно нешто, дека Гордана Силјановска-Давкова во текот на целата кампања воопшто не се обрати на цела една етничка заедница, тоа е албанската етничка заедница кај нас. Јасно даде до знаење и Христијан Мицковски со сите негови политики во претходните месеци, една година, дека воопшто не смета на таа поддршка. 15 минути пред вас Имер со право забележа. Јас не го видов Пендаровски ни на еден митинг во албанската етничка заедница заедно со Ахмети и со Груби. Имавме заеднички настапи. Каде? Во Кичево, во Тетово, значи заеднички настапи имавме со представници на ДУИ, апсолутно не е точно да. Имер, не можеш да дезинформација. Извинете, само едно прашање, ако може за дебатата. Извинете, господине Салмани, што ви одземам збор. Имавме господинот Тимер Салмани на конвенцијата, тоа не е представник на ДУИ апсолутно, но зборувам за представници на ДУИ само сега кога зборувам. Да го замолам Дамјан да ми даде еден пример како господинот Мицковски или професорката Силјановска не се обратиле на етничката на етничките албанци. Кога ги набројуваше, заборај да ги каже.
Има објаснување за тоа, а на крај крајва може да се работи и за лапсус лингва во дадениот момент. Најискрено се надевам дека така било. Кога ги наброила албанците, тоа не го спомнувате. Не, јас туку се држите за еден и тука многу ли се спинат. Година дена наназад. Зборувам за сите политики, зборувам, се Ама сеќавам. конкретно дали може да зборуваме за кои политики? За законот за јазици, какви коментари имавте? Дека се дели држава, ќе пропадне државата. Не, предавници, не знам. Никој тоа не го рекол. Дали го рековте? Ставот на ово раководство за законот за јазиците? Кој став, сегашниот или тогаш што зборевте во собрание? Видете, јас ниту сум пратеник, ниту можам да одговарам за нешто пред јас да бидам дел од раководството на оваа партија. Не, бевте дел на раководството на партијата. Вака. Тоа сега беше. Дали го знаете кој е ставот или вие апсолутно? Не, сегашниот изгледа не го знам. Го знам претходниот. Лесно да го релативизирате ставот за ај кажете, да ви. Ви го кажам. Ние како политичка партија сме за проширување на правата на сите етнички заедници. Ова е нов став. Не ова нов став. Вие очигледно не го следите ВМРО ДПМН кога го настапува или ви многу добро го следам кога бевте во собрание. Следите единствено како ви одговара. И кога пред државна изборна комисија ноќта на кристалните ножеви, добро, тиранската платформа. Ме потсеќате на господинот Пендаровски кога цело време во кампањата ги зимаше ставовите на господинот Реки и на професорка Цилјановски, само ги спинуваше во негова полз. Не е така. Но ете, едва и најдовте еден пример. Значи, ВМРО ДПМН е политичка партија, законот за јазиците го кажавте. И еден пример од 100 случаи. И пред кога протестиравте, и кога не ги спомнувате албанците. Дали водевте кампања на албански јазик? Не. Значи, ВМРО ДПМН водеше кампања за сите граѓани на оваа земја, водимаше. Еве, дали се обративте на албански јазик на граѓаните албанци? Има повеќе пати кога е обратено на албанските граѓани на албански јазик. Имате испечатена програма на албански? Искрено да ви кажам, не го знам одговорот на вашето прашање, но ќе го проверам. Може ли сега? сега? Дали ви имате испечатено програма на турски јазик? Да. На босански јазик? На сите јазици имате испечатено? Да, на ромски, на сите јазици. Може ли сега господинот Салмани да го чуеме како ви изгледа ова полемика? Не, очигледно веќе сме меѓу двата изборни штаба кои слават. Јас ти реков, значи сега тоа што го потврдив пред 15 минути е премногу јасно дека ќе се потруди ВМРО ДПМН на било кој начин да ги придобие малкуте броеви гласачи потенцијално што би гласале за нивниот кандидат во вториот круг, затоа што очигледно влегуваат значи Стево Пендаровски и господја Гордана Силјановска во вториот круг. Меѓутоа премногу е касно. Вие не можете да се повикувате на председателот Мицковски дека заборавил да запише на повикот да ја поддржат господјата Гордана Силјановска за председател, при тоа набројувате од македонци до роми, до срби, власи и така натаму и ја прескокнувате втората поголема етничка заедница во Република Македонија. Не верувате дека е гаф можеби? Прво не е грешка. Второ, и да е грешка, вриеше по социјалните медиуми и по, мислам дека и во останатите медиуми, радио, телевизија и така натаму, дека тоа е намерно повикување на сите, освен албанците, и меѓутоа таа грешка, ако била грешка, не ја исправи никој. Поготово, значи, Мицковски не сеќам дека напиша уште еден повик, па плюс албанците да ги покани. Втор клучен момент. Господја Гордана Силјановска во текот на кампањата само ги потврдуваше до тогашните или до сегашните политики на ВМРО ДПМН и на господинот Иванов. Ништо помалку, ништо повеќе. И во однос на Преспанскиот договор, и во однос на НАТО и Европската унија, и во однос на јазикот за употреба на етничките заедници. Туку не се вика ни закон за албанскиот јазик, туку за сите етнички заедници. Значи, по сите овие прашања, она ништо квалитетно... Имаше срамежливи обиди да прави дистанца веќе во прашањето на Преспанскиот договор, на потпишувањето на законите со референцата Северна Македонија и така натаму, но тоа беа премногу благи во однос на ригидните ставови почет. Знаете, тоа кај гласачот така не можете таков пристап. Значи, вие морате јасно, недвосмислено да му кажете дека вие ќе бидете председател и негов. И дека ќе ги застапувате. Многу морам да ме прекинам, ама јас не те прекинав во ниту еден момент. Те молам, немој да ме прекинеш. Значи, не можете вие да бидете председател само за тоа што кажувате сакам да ми го дадете гласот. Вие треба конкретна понуда да му дадете. Дека ако јас сум ваш председател, јас ќе го направам за тебе или за вас ова. Ако така не му кажете, зашто јас да гласам за Гордана
Ако зашто јас да се одлучам за Гордана да гласам, ако она вика дека ќе нема да го толерира законот за употреба за јазиците на етничките заедници, или ако она ќе го попречува патот кон интеграција на Македонија во НАТО и во Европската унија, зашто еден албанец би гласал таков председател? Нема да го гласа. Мора она недвосмислено да го каже. Затоа Стево Пендаровски, еве сега почнуваме од Сарај, доби повеќе гласови од Блерим Река. Ама и Силјановска добила во Сарај, рековте? Во Сарај 500 гласа, меѓутоа има и македонци во Сарај кои што живеат, не живеат 100% значи албанци. Така што во овој дуел ќе видиме на крајот колку од гласачкото тело албанско отишло во контото на Река, колку во контото на Стево Пендаровски. Да се вклучиме за сите тројца. Повеќе од недвосмислено. Нешто падна. Повеќе од недвосмислено дека и сега и утре, и било кога наредните избори, тој кандидат што ќе ја промеши понудата и агендата, што нема да даде агенда и понуда политичка за сите да го гласат, тој нема да ги добие изборите и нема да има таков председател. Не се наближуваат тајмингот која треба да... Не, Ачо ми даде уште 10 минути. Не, добро, но не одговори на прашањето. Дали со ваков цензус едва и на 40% може не втор круг успешен? И каде ги гледате можните гласови? И каков е излезот ако биде неуспешен? Да. Не можеме да имаме успех на изборите ако политиката ја третираме трансакцијски. Како во приватниот и корпоративниот сектор, што ќе ми дадеш, па да гласам за тебе. Што ќе дадеш на нацијата? Која визија ќе ја понудиш? Кои политики ќе ги понудиш? Што ќе понудиш за сите граѓани? Кога ги гледаме работите трансакцијски, врз основа на што ќе дадеш на еден или друг етникум, тогаш продолжуваме во проблеми, но ете да тргнеме на страна таа дебата. ВМРО ДПМН оваа вечер победи во аеродром Ѓорче Петров, Штип, Илинден, Кичево, Газибаба, Кисела вода, да наброам неколку од општините ширум Република Македонија. Значи втор круг сметате ќе биде ли успешен? ВМРО ДПМН тврди, и јас тоа го кажав претходно, дека граѓаните се имаат јасна перцепција за новата реалност. Треба што помасовно да излезат на следниот изборен круг, да потврдат таа реалност и да добиеме еден председател кој што конечно ќе се бори за правда, за почитување на нашиот устав, за почитување на принципите и на нормите кои што се признаени секаде низ светот и конечно во нашата земја да престанеме да ги гледаме тековните проблеми кои што ни се појавуваат низ призмата на тесната политика и тесните партиски интереси. Тоа е нашата визија. Ние таа визија без исклучок ја нудиме на сите граѓани, но вистина е тешко кога се наоѓаат измеѓу двајца подржувачи на еден ист кандидат. Секако дека ќе имаме различни ставови и сметам дека тоа е природата. Убаво што имаме вакви дебати. Се надам дека дефинитивно имаме многу различни концепти, но и тоа не ме плаши. Се надам дека набрзо ќе се соединиме во еден ист концепт долгорочно, се во интерес на оваа држава. Политичкиот концепт и политичката траекторија, јас мислам, на сите ни е иста. А тоа ни е членство во НАТО и Европската унија. Може би патот малце различно го гледаме, и се надевам дека за брзо време на вистина сите ќе дојдеме до тој концепт на создавање на граѓанска држава, базирана на принципот на владење на правото. Па добро, надежите барем не охрабруваат од страна ВМРО ДПМН и се надевам дека на крајот ќе се случи тоа. Она што за вториот круг да кажам, навистина успешноста на вториот круг зависи од политичката зрелост на сите нас. Не на една-две, туку буквално сите учесници во овие избори, па и на оние кои што не учествува. И само сакам граѓаните ги соочам со опасноста каква е да не избереме председател. Еве ќе кажам без разлика кој да е. Тоа е најлошото сценарио, затоа што навистина државата влегува во една сериозна повторна политичка криза. Да не зборуваме за одложување на процеси кои што навистина се од животно значење за нас. На крајот на денот и дополнителни десетици милиони евра трошоци што ќе значат организација на нови председателски избори. Согласно сегашниот устав и закони, ние во рокот 60 дена треба да организираме нови председателски избори. Така е сегашната состојба. Така да тоа е најлошото сценарио и затоа мораме сите навистина да се однесуваме политички одговорно кон државата и да масовно излеземе во вториот круг на председателските избори. Тоа е апсолутно обврска на сите. Во однос на ајде малку овие политиките за кои што разговаравме. Навистина слушаме декларативно дека сите сме за Европска унија и НАТО
и да се продолжи тој пат, но навистина јас не разбирам како со Гордана Силјановска-Давкова како председател тоа е возможно. Значи ако таа не го поддржува договорот од Преспа, таа ќе ја продолжи сегашната пракса на Иванов да не ги подпишува законите, на кои што стои новото уставно име на државата. И ние сме тотално блокирани. Нема ни ЕУ, ни НАТО, да не зборам дека нема обични работи за граѓаните. Например, Иванов да го подпишеше законот со кој што за социјална помош, со кој што сега, денес, граѓаните што примаат минимална социјална помош од 3700 денари, ќе прима 11400. Денес веќе. Ма тоа не е случај. И ред на други закони се 20 или 30 кои што тој не ги подпише и сега треба да имаме посебни седници во собрание, повторно ги гласаме. Ако се случи да немаме председател или имаме председател кој што апсолутно нема да го почитува уставот и новото уставно име на државата, тогаш апсолутно државата е скроз блокирана. Каква Европска унија, каква НАТО? Гордана Силјановска-Давкова не ни дава одговор на најважното прашање. Како мисли, а и тоа што нема програма партијата, туку како мисли Гордана Силјановска-Давкова конкретно како председател на државата понатака да функционира во овој устав со оваа констелација на односи каде што апсолутно сите наши меѓународни поддржувачи, вклучително и господинот Жозеф Тол, ни викаат дека единствениот пат кон Европската унија и НАТО е по тој пат. Ја мислам не одговоривте клучно дали вториот круг може да се оствари цензусот од 40%, бидејќи сега официјално е 40 запирка нешто ситно. Ама они живеат со надежда дека ќе ги мобилизираат своето членство. Јас мислам дека резултатот толку близок е доста охрабрувачки. Да, за двата изборни штаба. За двете најголеми политички партии сега што застануваат зад своите кандидати, вклучувајќи ги нивните партнери помали, коалиционите партнери, дека ќе го направат невозможното, ние можеби вториот круг да стигнеме на 45% излезеност, затоа што од ова што сега вечерва гледаме пресовите разликата во гласови се разбира, пресовите на пресконференциите од штабовите, значи охрабрувачки и има многу повеќе адреналин него што имаше изминатите 2-3 недели. Така што очекувам фер кампања да продолжи да има наредните 2 недели, да излезат луѓето масовно и се разбира да победи тој што Република Македонија ќе не однесе во НАТО и Европската унија и ќе направи подобра држава колку што може во своите надлежности. Драго ми е што поддржувате професорката Силјановска во таа патека. И Манчевски СДСМ директно ве прашувам, ве молам кратко завршуваме. Ако не успее вториот изборен круг, што е алтернативата? Председател или нови председателски избори за 2 месеца со извесен ваков распоред на силите или избор на председател во собранијата. И како тамо ќе се постигне согласност за такво уставно решение? Муцунски? Морам да се навратам 30 секунди нешто што спомна господин Манчки, ќе ви го дадам из призмата на тоа одговорот на тоа што го прво да ми го дадете одговор, па после враќате се колку сакате на Манчевски. Природно ќе влезам во одговорот. Господинот Манчки тврди дека ние немаме програма, но СДСМ има програма од која што 10% нема реализирано. Што се однесува до тоа дали професорката Силјановска ќе подпише законите, таа даде доста експлицитен одговор на тоа, така да мислам дека тоа е пак се навраќаме на еден ист дискурс кој што го има цело време во оваа кампања, а тоа е еден некоректен обид да се скинуваат тезите на ВМРО. Ќе треба да се вклучиме во двата изборни штаби. Да ви одговорам на вашето прашање. Кога се однесува на евроинтеграциите на нашата земја, мислам дека и господинот Манчевски може да го потврди тоа. Нема закон во последните година дена кој што ВМРО да помане преку активен диалог, преку подобрувањето на содржината на тие закони, го нема поддржан. Што значи би поддржале уставни реформи за избор на председател? Не го реков тоа господинот Шумовски. Јас можам да го дадам мојот личен став, можам да го дам за тоа прашање. Јас искрено сметам, земајќи ги во предвид надлежностите кои што ги има председателот на нашата земја, дека е подобро на истиот да му дадеме легитимитет во рамките на една демократска процедура од страна на граѓаните, а исто така тоа е една дополнителна мерка која што дестимулира концентрација на моќта во рамките на една група, на една мала политичка елита. Добро, Манчевски, завршиме со ове, молам. Да, чекаат да ги вклучиме од изборните штабови. Ајде нека каже реченица две. Не, ќе успее вториот круг, немаше да не успее. Прво вклучување река од изборниот штаб на ВМРО ДПМН. Еве, колешката Лепа повели како е атмосферата победничка. Пошто и двата штаба слават.
Да, токму така победничка, како што може да забележи нашата екипа, но и вие таму, нашата камера, дека има голем број на припадници, членови, симпатизери на ВМРО-ДПМН, се слави, се пеат песни, се пеат знамиња и се изчекува пресконференцијата на генералниот секретар на ВМРО-ДПМН, но исто така и на лидерот на ВМРО-ДПМН Кристијан Мицкоски. Она што можам да кажеме дека професорката Гордана Силјановска, кандидатот на ВМРО, пристигна околу 19 часот и 30 минути. Се очекува и таа да даде изјава, најверојатно пред седиштото на ВМРО-ДПМН. Она што го имаме во моментот како неофицијални, барем партиски податоци или она што се зборува тука е дека има обработено околу 85% од податоците, а тоа е дека 303.000 гласови се токму за кандидатот на ВМРО-ДПМН Силјановска, 298 за Пендаровски и дека 62.000 за Река, додека 28.000 се неважички ливчиња. Јадранка тука се слави победа, како што можете да видите и вие. Инаку предходно секретарот на Да, се очекува Ке сигнализираш кога има нешто за вклучување. Ке сигнализираш кога има некакво обраќање или изјава да те вклучиме. Да, секако. Секако се извинувам што не ве слушам, меѓутоа е многу гласна музиката и атмосферата, како што можете да видите. Секако за сите нови информации и податоци ние сме тука. Така, благодарам лепа. Сега треба да се префрлиме во изборниот штаб на Социјалдемократскиот сојуз. Кристијан Баневски е таму. Дали е таму славеничка атмосферата или... Уште 30 секунди треба да дадеш просто... Јадранка, за разлика од председиштето на ВМРО-ДПМН, каде што владее славеничка атмосфера, овдека во хотелот Хилтон, каде што е изборниот штаб на СДСМ, првичниот оптимизам е засега стишен. Овдека на голем екран пред малку почнаа да се следат резултатите кои што Државната изборна комисија ги објавува на нивната веб страница, но освен новинари, односно бројот на новинари во салата е далеку поголем од бројот на партиски активисти. Тие овдека пристигнаа само за последната пресконференција на Александар Кирацовски, генералниот секретар на партијата, кој што негираше дека излезноста на овие избори е мала и натаму тврдеше дека Стево Пендаровски е кандидатот кој што ќе победи во првиот и во вториот круг на изборите, но сепак, како што кажа на кога кажа дека победата на Пендаровски е убедлива. Инаку се очекува уште еднаш да се обрати тој пред медиумите и да ги соопшти натамошните нивни анализи и нивни оценки од изборниот ден, па предлагам доколку имаме изјавата негова од претходната пресконференција да ја погледнеме тука. На крај, уште еднаш пред да ве поздравам, да препуштам уште другите на славеништво или да го пополните вашиот штаб. Но доколку ја немаме изјава... Дали сте сигурни во тоа дека овој резултат е добар за да стимулира одзив? Ке правите кампања за одзив за Република Северна Македонија или Република Македонија? Тоа што не радува е дека, како што спомнав, граѓаните и укажаа на власта дека во оваа земја постои нова политичка реалност. Дека ВМРО-ДПМН имаше навистина прогресивна кампања, базирана на еден граѓански, надпартиски, надетнички компонент. Тоа може да се види низ програмата на кандидатот. И ние ќе продолжиме во таа насока, со таа тенденција, да го убедуваме граѓаните дека најдобриот кандидат кој што ќе биде следен претседател на Република Македонија, кој што ќе ја води Република Македонија, како што кажуваат нашите истакнати пријатели од Европа, на пат кон членство во Европската унија и во НАТО. Тоа е професорката Гордана Силјановска-Давкова и сметам дека секако ние ќе работиме на што поголема масовност, односно да успееме да убедиме и нови граѓани кои што одлучиле денес да не излезат да гласаат за професорката Силјановска. Дали ВМРО ќе даде пас на Силјановска да го стави титуларот на
шефот на државата, председател на Република Северна Македонија? Мислам дека е сосема некоректно зборуваме дали ВМРО ДПМН ќе даде пас или нема да даде. Ваш кандидат е пас на некого. Професорката Силјановска Давкова е кандидат кој што нашата политичка партија го поддржа, но е надпартиски кандидат со широка лепеза на своји ставови кои што често и се разликуваат од партиските ставови. И тоа е прогресивноста на ова ВМРО ДПМН. Така ова ВМРО ДПМН создаде дисконтинуитет со причинителите заради кои што беше казнет на последните локални избори. Со давање можност на еден кандидат во чии што ставови се препознаваат многу голем број на граѓани, независно од пол, раса, има вера, време етничност. за оваа теза за дисконтинуитет на тета Ама така морам да дам одговор. Каде што има многу слабости на тоа, но сега не е момент за тоа. Манчевски, пред да се вратите во траорноста на СДСМ. Како траорност? Па нема таму кандидати, вела. Затоа што се во партија ги имаме таму. Ние нашиот штаб не е во Хотел Хилтон, таму само ги даваме изјавите, инаку во седиштето на партијата се сега таму ги се преселиме за изјавите. А и вие славите веројатно. Па видете, она што е факт е дека на крајот на денот Стево Пендаровски во првиот круг води. Стево Пендаровски ќе биде председател на државата. Тоа е факт, мислам. Она што сакам да кажам е без разлика, сакам да ги поздравам сите граѓани кои што денеска излегува да гласаат, да им се заблагодарам на сите за било кој од кандидатите гласа. Тоа е навистина важно, ја сватија сериозноста на политичкиот момент кој што се наоѓа државата. Навистина, еве, ќе кажам и ги поздравувам ставовите и на ВМРО ДПМН, дека ќе работиме сите заедно кон поголема излезност и во вториот изборен круг. Се надевам и другите политички партии, кандидатите тоа ги го направат. Но еве, за жал, се уште морам да кажам, не слушнавме конкретен одговор на едно многу конкретно прашање, што навистина е клучното. Како, еве, не зборам за политиките на партијата, како некој како председател на државата ќе ја води државата. Немаме, граѓаните не гледаат како тоа се случува, ќе се случи. И навистина се надевам, еве, во следните 2 недели, како биеме конкретен одговор на некој многу Значи има доволно прашања и теми за меѓу овие два круга на кои Пендаровски и Силјановска ќе можат да дебатираат. Ќе прашам нешто што не мора да ми одговорите, ве прашуваат граѓани. Вели, праша го Дамјан, каде му се 1.200.000 гласачи од референдумот, толку. Благодарам, поштувани гледачи, тоа беше... Не за Дамјан, за другиот. Бидејќи сите што не излегле беа против, нели? Они викаат така, Навистина не е лесно кога се наоѓате во една таква тешка атмосфера од сите страни, но мислам дека добро се справив со предизвикот и ќе ми биде задоволство да дојдам повторно и да можам да ви дадам одговор, бидејќи сега сме лимитирани со време на тие прашања. Кога беа Јанушев и Кирацовски овде пред неколку недели, јас упатив покана во име на 1 ТВ, кандидатите доколку поминат во втор круг, се претпоставуваше дека Силјановска и Пендаровски ќе бидат, дека би можеле да организираме и овде една дебата и се очува. Добро, ќе ги бараме тие 1.200.000 гласачи без оглед. Тие се против и едниот и другиот. Тоа беше нашиот дел, мојот и на Јадранка. Беа Тимчо Муцунски и Дамјан Манчевски. Се разбира и пред тоа Зоран Димитровски и Имер Селмани. Следува новиот пар на 1 ТВ, тоа се Гордана Дувњак и Ацо Кабранов. Веројатно ќе бидат малце по-убави од нас. Пријатна вечер. Пријатно.